При тоа, како и секоја власта, ја оваа особено, првиот инстинктивен одговор на власта е да воспостави некаква контрола. Овој собир на млади луѓе, всушност, тоа не се студенти на политички науки, тоа се студенти од земјоделие преку архитектура до електротехнички науки. Значи, не би предпоставил дека се они подготвени за некакви политички дебати и така натаму. И затоа ми се чини дека овој пристап на власта не функционира. Доколку има вистинска желба за промена, не е тешко да учествуваат во еден таков тип на промена, доколку таква клима се создат. Нели, и оваа власт и претходната и сите други треба да знаат каков е концептот на овие движења кои постојат. Они се многу хетерогени. И тоа е нешто што овие движења не ги прави послаби, ги прави посилни. Така да во принцип конфронтацијата со овакви големи социјални движења не е исплатлива. Најдобро би било за секоја власт да си направи еден шорт-лист што на краток рок, што на долг рок може да се оствари, да почне да остварува. Затоа што овој притисок нема да заврши ни со оваа власт, ни со следната. Овој притисок ќе трае. Се надевам барем до оној момент додека не видиме некаква видлива промена во општеството.